Почитувани, Шилегов сака да зборува за неговата имотна состојба. Тогаш, ајде да зборуваме јавно. Шилегов како градоначалник на градот Скопје пријавил дека поседува следново. Станот 68 квадрати во Скопје. Втор станот 64 квадрати исто така во Скопје. Потоа трет станот 72 квадрати исто во Скопје. Четврти станот 87 квадрати исто така во Скопје. Потоа една куќа во Тафталиџо 306 квадратни метри во која што деновиве гледаме дека се прави и лифт. Втора куќа во Маврово од 300 квадрати. 8 милиона денари златен накид, 3 милиона денари уметнички слики, хартии од вредност. Главното прашање е како Петре Шилегов со чиновничка плата успеа да стигне до 4 стана, 2 куќи, злато и уметнички слики вредни неколку стотици илјади евра. Како Петре Шилегов како градоначалник успеа да гради зграда среде Скопје, дивоградба, и со се разбира неоткупено дворно место. Како Шилегов има вилает од 300 квадратни метри на 2 ката во Маврово, додека е градоначалник на Скопје. Потоа како успеа да купи коли од марката Ауди и да не ги пријави во имотниот лист. Ова се прашањата кои даваат одговор на дилемата колку Петре Шилегов е чесен. Ако навистина е чесен како што тврди, го повикуваме јавно Шилегов да каже кои се компаниите кои во овој момент му ја градат зградата во Скопје и јавно да објави документ дека тој лично им платил. И тоа не е се. На само 2 дена пред изборите Шилегов склучил договор во 4 очи со 3 кафани за услуги од над 30.000 евра. Ова тука е тој договор. На Шилегов сите знаеме дека приоритет му се кафаните наместо Скопје. Објаснувањето на Шилегов дека тоа представувало континуитет во неговото работење е нешто за кое што единствено не излажа. Ние се согласуваме со тоа. Шилегов од кафана не е излезен, а за тоа за жал го плаќаат граѓаните додека е градоначалник на градот Скопје кој што назадува. Шилегов треба да одговори на каков начин стигна со чиновничка плата до 3 стана, 2 куќи и злато и слики вредни неколку стотици илјади евра. Ова прашање ќе си го постават сите граѓани на 31. кога ќе отидат на своите гласачки места да го дадат својот глас и се разбира да го казнат Петре Шилегов. Ви благодарам. Дали има прашање? Ви благодарам.